А ние емисијата ја продолжуваме овде во студиото со нашиот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за доктор Игор Алуловски од Клиниката за гинекологија и акушерство. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Интересна тема, мислам. Вам ви е ова секојдневие. Да, ова е апсолутно секојдневие. Вам ви е за жал секојдневие и нешто друго. Така. Нешто што поради кое постојат овие ХПВ вакцини за да го спречат. Така е. Она што последно излезе како информација пред некаде околу 1 месец е тоа дека најмладата девојка која што има рак на грлото на матката и која што е оперирана кај нас има 18 години. Така е. Тоа е податок што треба да не загрижи сите и да не замисли. Сите овие податоци кои што дека ги слушнаме, повеќе или помалку треба да не загрижат. Апсолутно по поглед на бројките кои што се спомнуваат, еви официјалните бројки од Институтот за јавно здравје околу опфатноста со вакцинацијата. Да, апсолутно е за поздравување во Прилеп, по уште некои општини каде што има, може да зборуваме за некаква условно земено поголема опфатност околу ХПВ вакцинацијата. За жал, овие бројки се многу полоши во Скопје, каде што условно земено би се очекувало да имате многу поголема опфатност со вакцината и тоа конкретно во општини како што се Центар, Карпош, не знам, Аеродром и така натака, каде што опфатноста е некаде е 20%. Сакам да кажам дека тоа се поразителни бројки кои зборуваме за ХПВ вакцинацијата. Овој другиот дел што спомнавте, да, секојдневно јас и колегите што работиме на оделението, јас сум за гинеколошка онкологија, тоа сум и по својата субспецијализација го работам секојдневно. Значи, жално е кога ќе во 21 век за едно од најпревентибилниот карцином цервикалниот карцином. А да се уште се соочуваме со пациентки каде што имате инвазивна состојба на карциномот. Значи веќе оној дел на прединвазивна состојба кога може и да се условно земено со одредени помали хируршки интервенции и сета таа работа спречи, веќе доаѓаме до инвазивна состојба каде што лекувањето и оперативното, а во некои случаи за жал и состојби каде што операцијата и не може да се спроведе или нема некаков бенефит, па тие пациенти завршуваат на онкологија. Дали кога станува збор за третирањето и за лекувањето на карциномот на грлото на матката, дали раното влегување во сексуални односи на младите, симната е границата кога веќе тие се впуштаат во таков начин на функционирање, дали е тоа една од причините за зголемен број на и ХПВ вирус, но и овие заболувања? Еден од ризик факторите за појава на конкретно веќе го спомнуваме ХПВ како тоа е темата на разговорот, како еден од најпознатите условно земено и најчести сексуално преносливи инфекции. Така да еден од ризик факторите да и раното почнување со сексуални односи, па посебно незаштитени сексуални односи, тоа е вториот дел, честото менување на сексуални партнери и повторно, значи незаштитениот сексуален однос, пушењето цигари, тоа ше споменато, значи тоа се некои од практично главните ризик фактори. Сега имате речеме одредени состојби каде што имате одредени имуни дефицити и така натака патење на имунитетот и сето тоа заедно во комбинација, значи мултифакториелно може да влијае да организмот доколку дојде во контакт со хуман папилома вирусот, да евентуално тој инфект стане хронична состојба, која што после тоа доведува конкретно века и жените, пошто тоа е најчесто тема на дискусија до цервикални карциноми, односно прво преканцерозни лези, тие цинови познати во населението. Значи тоа се фази низ кои што поминуваат промените што се случуваат на грлото на матката, на клеточно ниво, па се до инвазивен карцином. Но веднаш се тука да додадам, не значи дека секој што ќе дојде во контакт со вирусот, тоа по автоматизам значи болест и рак. Така. Далеку од тоа. Значи организмот има своји заштитни механизми. Сега дури тоа кога дискутираме независно од вакцина или не вакцина, значи ние сите, значи не постои човек на земјината топка кој што во еден момент од својот живот нема да е во контакт со ХПВ вирусот. Тоа е се присутен. Но работата е дали тој ХПВ вирус, начинот на кој што ќе се
добие, пренесе или ќе се стапи во контакт, дали таа инфекција евентуално ќе стане хронична, затоа што во да не речам преку 70-80% од пациентките, што сум гинеколог, па зборувам за женското здравје, не се дури ни свесни дека го имаат ХПВ, тоа доаѓа до така наречено самоизлекување, значи елиминација, организмот го елиминира вирусот и не настапува никаква промена, значи немате, но ние 20% каде што инфекцијата ќе стане хронична, таа група која што во суштина ние таргетираме, де факто тоа се пациентите кои што се во ризик да понатака развија дури инвазивен карцином, доколку навремено не се детектираат овие промени. А навремено ќе се детектираат доколку редовно се оди? Секако. Значи тоа се на гинеколог и редовно се вршат тестирања. Така е. Значи тоа беше споменато, значи од колешката мислам дека спомна, еден дел од целата таа приказка си овие скрининг програми. Скринингот е секундарен. Таа секундарна превенција. Примарната превенција е ХПВ вакцината. Секундарната превенција се така наречените скрининг програми или кај нас се уште е ПАП базиран скрининг, значи на принцип на земање на цитологија, брисеви папови на 3-месечни интервали, но веќе се работи и светот е веќе поместен на така наречените ХПВ базиран скрининг, кој што еве кај нас се трудиме како член на комисијата за рана превенција и детекција на цервикален карцином, па дури тоа мислам дека денеска пред да дојдем овде имаше еден состанок свикан од страна на министерот, апропо целата таа состојба, евентуално да се размисли како тоа треба на најдобар можен начин да се спроведе. Јасно е како треба да се спроведе. Во принцип, државата е таа преку превентивните министерството, фондот за здравствено осигурување, секако со инпут на средства пред се, значи финансии кои што ќе овозможат практично да понатака тоа се спроведе на целата територија на државата така како што треба. Не точно знаеме како треба и што треба да се прави, меѓутоа сакам да кажам дека секако мора да се најде напор од државата да се издвојат доволно средства за тоа што секој еден денар даден во превенцијата заштедува исклучително, да не речам стотици илјади денари или евра, ајде така да ако интересно ве разберам, кај еден пациент кој што треба вие да го третирате од инвазивен карцином. Така да... Ете тука доаѓа во потполно значење она кога велиме подобро да се спречи отколку да се лечи, може да се спречи со вакцинација, но и со редовни скрининзи, прегледи кај заедно тие две работи треба да бидат паралелно. Женските болести се некако, поправете ме ако грешам, но се уште мислам дека кај нас во Македонија за многу работи секогаш жената е таа што е виновна, жената е таа, кога станува збор за женски болести и за неплодност. Може би почнува полека да се одмотува клопчето и да се менува. Во таа насока оди и ова. Вакцинација на машките против ХПВ вирусот. Така. Некогаш може девојката воопшто претходно да немала контакт, а да го добие преку првиот, да речеме, однос така што го имала со првиот партнер. Се согласувам точно. Значи, кога зборуваме за сексуалното здравје, генерално е така ќе го ставам да не ги делиме на машки и женски болести, генерално сексуалното здравје кој што ги тангира и едните и другите. Пред се, значи, младата популација, значи, адолесцентите, период на пубертет и така натака, тоа е таа таргет популација која што би требало конкретно да биде таргет на овие дискусии, теми разговори, посебно околу ХПВ вакцинацијата, што тоа значи, начинот на инфицирање, добивање, заштита, превенција, сите тие теми дискусии апсолутно не треба да бидат табу тема. Мислам дека кај младите не се табу тема, апсолутно. Често пати мислам дека сметам дека младите многу повеќе знаат колку што ние возрастните мислиме дека знаат. Апсолутно сметам дека е така. Може би само треба да се комуникација, недостаток на комуникација треба веројатно, недостаток на комуникација ми дека треба се согласувам дека треба да се можеби насочат во прав правец. Затоа што достапноста на интернет, можноста да се читаат секакви статии, да се слушаат се и се што на интернет, треба едноставно само да се канализира. Тоа важи и за сите, генерално земено. И да биде достапно и на годините за да се разбере што сака да се каже.
тука е тој момент на едукација, тука е моментот едукација на децата, учениците, пошто се во таа школска возраст, и на родителите апсолутно. Затоа што мислам дека една од причините зошто можеби се уште имаме проблем со таа опфатност со вакцинацијата лежи можеби не толку во некојакво антивакцерско движење во државата. Не, него мислам дека е недоволната информираност на населението. Можеби постои некаков страф, недоверба, не знам. Има нешто што родителите се уште се во некакви дилеми дали на детето да му се дозволи да се вакцинира, па дискусиите секако дека слушаат, тука можеби треба малце би ајде како така да кажам да се обвиниме ние, се фелата, за малку можеби не толку активно земање на учество. Поединци преку медиумите разговори, дискусии во секојдневието, во она што е окружувањето, фамилијата, она што може да го кажеме на нашите работни места, мислам дека треба малку повеќе. Малку повеќе тоа да биде во јавноста проширено. Меѓу другото, например, да се направат и брошури, има брошури одредени се, ја работувам, да можеме да се направат и да се дели како материјал, рекламен, кој што ќе ги повикува, ќе им се објасни на учениците и на родителите што тоа значи. Посета во училиштата, организирање на такви некакви, не знам, посебен можеби час каде што ќе може например да им се каже на учениците нека и во присуство на родителите, да не мислат дека родителите нешто сега не знам кој знае зашто ние дискутираме. Тука е таа табу тема која се дискутира за секс, сексуални односи, сексуални релации. Малку сме се уште за жал осетливи на таа тема како општество, меѓутоа тоа се менува. Апсолутно се менува и треба да се смени, не треба тоа да биде скриено, како да кажам. Отворено треба да се дискутира, затоа што на крајот на денот имаме работа, имаме прв пат во историјата на медицината вакцина која што превенира малигна болест, рак. Сите овие бројки, теми, дали е вакцината добра, колку е ефективна. Значи, како да ви кажам, преку 20 кусур години таа постои на пазарот во Европа и во светот, па сега ако не може да се верува на податоците кои што апсолутно се факти. Ја спомнавте вие или беше спомната Австралија. Да. Ма не само Австралија, Финска, нордиските земји, добар дел. Веќе практично дискутираат за така наречена ерадикација на цервикален карцином. Значи да практично бројот на цервикални карциноми годишно можеби ќе биде 1 до 2 случаеви на 100.000 жени. Кај нас таа бројка е фрапантна. Значи доаѓаме во бројки по некои 15, 16, 17 на 100.000 жени. Тоа се огромни бројки. Сакам да кажам дека сите тие податоци кои што доаѓаат од надвор, ги дискутираме на стручни состаноци, конгреси. Сега се врати во Конгрес на Европско здружение на гинеколошка онкологија на европско ниво во Копенхаген беше, каде што се дискутираат различни теми, меѓу другото и посебна имаше дискусија околу превенцијата, превентивата, токму ова зашто дискутираме. И околу начините на спроведување на превентивата, начините на кои што светот и Европа конкретно се бори. Знаете како во добар дел од западноевропските земји, Соединените американски држави и Австралија, цервикалниот карцином е ставен ад акта. Веќе во тие кругови скоро и да не се дискутира на таа тема, пошто е јасно што треба се прави. Имате вакцина, користете ја, толку. Затоа што едноставно тоа ќе превенира не само цервикален карцином, го начнавме цервикалниот карцином. Знаете колку карциноми имате врзани со ХПВ, веќе не станува збор само за цервикален карцином. Кај жената е цервикалниот карцином доминантен и тој е се уште доминантен, карцином на вулва, карцином на вагина, карцином на анус и кај мажите и кај жените, карцином на пенис кај мажите, орофангалните карциноми и кај едната и кај другата популација. Огромна 7-8 карциноми што може да бидат превенирани само со благодарение на ХПВ вакцинацијата. Да, треба висока опфатност, преку 90-95% беше спомнато, за да може да кажеме дека имаме ние сериозна добра опфатност, за да кажеме дека имаме добра превенција и да се одржува таа бројка. Тоа е многу битно. Ние како медиум ќе си земеме обврска да ги подсетуваме од време на време граѓаните и гледачите, се разбира, дека ако можат другите земји во Европа па и во светот да не зборуваат веќе за вакви проблеми, зошто да не можеме и ние? Апсолутно. Апсолутно. Медиумите се, достапот, се уште најгледан медиум кај нас е телевизијата.
И тоа е тоа да практично може да се допре до населението, ете да, ако ништо друго, да почнат да размислуваат на таа тема, нека ги прашуваат своите матични гинеколози, нека разговараат. Јас сум свесен дека и меѓу матичните гинеколози филат има некакви дилеми, што не би требало да ги има. Апсолутно, да се разговара, и Министерството за образование ако треба да се вклучи тука, да се направи нешто, ние сме спремни апсолутно. Има сериозна бројка на колеги доктори гинеколози кои што апсолутно скатадневно практично разговараме на оваа тема и се убедуваме да мрднат работите напред. И треба, апсолутно. Доктор Луловски, ви благодарам што одвоивте време и бевте денес дел. Благодарам, апсолутно секојаш ми е драго.